Така, минути предвидени за нашиот трет разговор. Со мене во студиото е мојата драга гостинка, професорката Наде Молеровиќ. Добар ден и добре дојдовте. Благодарам што сте денеска заедно со нас. Знам дека секогаш со вас има интересни теми на разговор и интересни размислувања кои што верувам дека ќе допрат до нашите гледачи. Јас многу ви благодарам, Светлана, за поканата и секогаш со задоволство доаѓам на вашите покани. Денеска зборуваме за негување, чување и негување на традицијата, на јазикот, на историјата. Велат дека во ова време на светска глобализација прекрасно е чувството кога ќе се најдете на едно место дел од една историска вистина. Многу пати зборувате во јавноста, говорите во јавноста за селото Подвис Кичевско. И таму интересно е што на 17 септември 1943 година токму во ова село Подвис Кичевско почнало да работи првото училиште на македонски јазик. Емотивно сте поврзани за ово училиште. Говориме за воопшто за негувањето на македонскиот јазик, но мора првично да споменеме за самите корени, нели, за самите почетоци. Да. Ке ни кажете се она што ве врзува еве за нели емотивно за ова место, но и многу значајно за целиот македонски народ. Многу ви благодарам за прашањето. Навистина, кога треба да зборувам за првото училиште на мајчин јазик во селото Подвис, по некоја случајност, ама нели нема случајности, така сум требала нели да се родам таму. Може би, знаете како, тоа не е само едно историско место каде што за прв пат се проговорило во образовни насоки, сакам да кажам, значи таму за прв пат се воспоставила и образованието како наставата, значи за нас е тоа исклучително важна тема. Може би затоа што јас сум нели педагошки работник, да речам наставник, од секогаш ме врзувале и од секогаш сум имала некакво чувство дека мојата одговорност, без разлика сега сум се погодила да бидам таму, нели, од Подвис, корените по мојот татко, кој што воедно бил и еден од првите ученици, кој што го слушнал гласот дека од сега не сте веќе ти нема да бидеш Драган Дамјановиќ, но ќе бидеш Драган Дамјановски. Значи 43-та година, може би сите тие приказни, тоа место тамо, во таа природа, во таа, знаете, каде ти се отвараат не само душата, срцето, него сите видици, и мене секогаш што ми било волшебно, сум се замислувала како изгледало тоа тамо, затоа што ја посетувам зградата. И може би тие приказни кои што се дел од нашата културна наследство, знаете, она раскажување, какво време било, во какво време тие почеле да одат училиште, во воено време. Додека се уште траела војната, затоа што тогаш за прв пат Кичево 3 пати било ослободувано, нели сега да не држиме часови по историја, меѓутоа историјата е оно нашата срж, нашето знаење, нашиот идентитет, односно тоа кој што сме ние. Може би таквиот вид на воспитување и нели раскажување на едно време, на едно невреме, каде што деца мали на 9-10 години се соочувале со исклучително тешки услови на живење, во сиромаштија, немаштија и така во тие воени време, и кога ги слушав тие приказни, за мене, знаете, како еден восхит се јавуваше. Како е тоа можно, луѓето тоа сето да го издржувале? И оттаму можеби некако само локал патриота, меѓутоа во тој дух воспитувана, секогаш сум сметала и ден денеска сметам дека ние како човечки суштества сме една платформа жива која што го носи со себе и културата, и традицијата, и историјата, дека моја должност е како човек да правам колку што е можно нешто подобро за да се слушне и да се разбере вистината и нели историјата за јазикот и за образованието во Македонија. Додека разговараме, јас погледнав течеа инсерти во позадина на нашиот разговор за тоа каква е состојбата за жал во ова прво училиште, што рековме отворено во 1943 година, речиси една година пред одржувањето на АСНОМ во август 44-та. Значи многу значајни работи во екот на војната, во екот на воените дејствија, копачијата
овој цел реон, една од првите што биле блиску до ослободување, а многу повеќе порив и многу повеќе енергија да се каже колку се значајни овие места и настани за македонскиот јазик и за нашата историја. Но она што навистина разочарува, еве на еден начин да кажеме, е што се уште ова училиште е во руинирана состојба и постојат многу пати реакции или иницијативи на граѓани кои што бараат навистина на ова место да му се даде посебно значење и од нешто што можеби други држави и некои зрели општества би го направиле вистински раритет и некоја туристичка атракција, да, што ќе привлекува голем број на граѓани, нешто што како приказна, а ние веќе го имаме реалност доживеана, ќе се продава да говори многу за нас како народ, за нашиот идентитет, за нашиот јазик, но еве за жал пак ќе речам, ова место останува на забот на времето. Верувам дека ќе има некаква иницијатива да се направи нешто повеќе. Но гордоста речена да е навистина голема, се потекнува од овој крај. Има и уште неколку училишта кои што се оставени да говорат само како неми сведоци за нешто што нас треба навистина многу да не боли и да реагираме. Јас сум исто така многу разочаран и навистина ме боли. Кога велам дека ме боли, сакам да кажам дека тоа е фактички едно сведоштво за нашата негрижа. Не е само подвис е првото, меѓутоа е го и во Љубојно. Исто е тоа второто училиште. Знаете ли колку архитектонски градби постојат по селата, кои што ни се замрени, каде што немате луѓе, немате ни еден жител веќе, што е многу жалосно. Тие места, тие села, како што и вие рековте пред малку, тоа може да се возобнови. Значи, не може тоа 30 години да остане недопрено од никого. Не може постоењето на ваквите, кои што патем речено представуваат културни споменици на културата, заштитени се од државата. Ако се заштитени од државата, а сега ние збориме за подвис, меѓутоа јас сакам да ги вклопам и сите оние градби каде што престојувале многу наши живееле, се родени, твореле многу наши дејци кои за жал ние не ги познаваме и не ги знаеме и сето тоа преку подвис ние би сакали и покренавме една таква иницијатива и додека во училиште бе, значи тама преку 100 деца сме однеле кои што за прв пат ги виделе што значи село. Тие не знаат како некогаш се живеело. Ако тоа се направи, ако државата како домакин, како стопан, кога ќе ги види таквите гледки на распагање, тоа зборува дека ние апсолутно не сме имале никаков почит кон луѓето кои што живееле, кон нашите предци кои што живееле во едно друго време. Сакам да ви кажам ова, Светлана, кога рековте нашата македонска приказна. Често пати кога сум одела надвор од Македонија, секогаш не носеле во места каде што се одбележува и некој синоним на културата, на традицијата, на земјите во кои што сме престојувале. Кога сме биле во Москва, се сеќам се уште, мислам дека се уште стои споменикот на Маркс. Прашањето на ние од Балканот, дека ние нели се разрушивме од тоа едно време, што сакавме да кажеме дека ние не сакаме да се подсетуваме за едно време кое што поминало и за кое што, знаете, едноставно сме ги заборавиле луѓето кои што живееле, се родиле таму, се образувале, создавале своји семени приказни, како да не постоеле. Кога го ја прашавме водичката што беше таму и реков, па ние тоа све што имавме Тито, не знам кои споменици, сето тоа разрушивме и он вика, не, вика, ние овој го ставивме споменик заради почитот кон нашите предци, кои луѓето кои што живееле во тоа време. Знаете, таа реченица така мене ме допре, што си велам на вистина колку ние ги почитуваме нашите предци. Не само вербално, знаете, ради реда, предците. Ние немаме елементарно почитување на луѓето кои што живееле во минатите времења, затоа што им ги дозволивме да им се уништат куќите, да се уништат местата, каде што
некогаш било живо, каде што имало стока, каде што луѓето живееле на вистина, можеби во услови каде што немало ни струја, тоа не значи дека не заслужуваат, дека не се луѓе кои што треба да ги споменеме и на крајот на криштата. Ние сме тоа што сме благодарение на тоа минато. Тоа се наши корени, не може да избегаме. Ние сме мостот, фактички мостот ни е минатото и ова што сме денес. И мене многу повеќе таа негрижа и немање на визија, немање на еден ентузијазам, започите и кон минатото, меѓутоа што ние додека сме во позиција да можеме да донесуваме важни одлуки, да направиме, ние тоа не го правиме. Значи, сакам да кажам дека потекнува од сите нас, особено колку е човек на поголема позиција, јас постојано пишувам за тоа, не е можно во 30 години толку пратеници од Кичево имало. Не мора да сама конкретно од Кичево. Зарем тие не знаеле што има? Зарем тоа не се забележува? Зарем нема одговорност човечка дека тоа треба нешто да се направи? Зборувам не сега во моментот зборуваме за меѓутоа сакам да кажам дека генерално така се однесуваме без како да сме паднати од Марс, како да ние сме сега родени, ова е нашето време, не интересира што било понатаму. Така да многу ви благодарам што имам можност барем нешто малце емотивно да зборувам за сите овие. Секое време е нашето време, јас во соседниот Поречки крај од таму потекнувам и тоа е навистина една Швајцарија во мало ја велат, спој на природа, на жуборење на една треска да ја имате, а да остане во заборав, е навистина жално и штета што самите многу малку правиме и делуваме. Зборуваме за нешто што е под закрила на државата, ние можеме емотивно да си пренесуваме овдека емоции и се, меѓутоа доколку нема некоја државна стратегија и доколку нема некоја повисока цел за сите нас како народ, не можеме ништо тука да направиме. И тоа е можеби клучниот момент. Дали се потребни конечно, значи вистински стратегии за да се мапираат вакви клучни места низ цела Македонија, кои што ќе настават директно и на туристичка мапа, и на секоја мапа. Па дури ние многу пати говориме за почитување на македонскиот јазик, за почитување на македонскиот идентитет, но токму овие места, не само во Кичевско, можеби во Поречието, туку и низ цела Македонија, навистина ни носат една одговорност и товар кој што мора ние самите да го направиме и да отпочнеме. Па како не правиме ништо, правиме Светлана, со само до тоа што разговараме не, како на некој начин. Стратегија зборувам, а ние Јас велам дека секој поединец може да даде нешто за местото од каде што доаѓа, да одаде еднакво признание на предците кои што биле пред нас, затоа што ние тоа им го должиме. Зошто им го должиме? Затоа што ако тие не биле, нема да сме дошли ние на овој свет. Што значи свесноста за која што постојано зборувам, свесноста дека ние не сме човечки суштества кои што треба да реагираат само, знаете, како не носат емоциите, денеска сум така, утре ќе бидам така, туку сето тоа треба да биде едно свесно работење, едно свесно однесување, едни активности кои што навистина ќе бидат полезни за сите во околината. Сакам да кажам дека одговорноста како личности и како луѓе лежи во сите нас. Највеќе кон оние кои што се обврзале дека кога ќе бидат на позиции да можат да носат квалитетни услуги. Значи, ако звелиме дека одговорноста и свесноста е тоа што нас ни недостасува, јас тоа би го одвоила како поента да кажам. Значи, да бидеш одговорен, значи responsibility, да имаш способност да одговориш. Значи, каде и да си, на која и позиција да си, да имаш можност и моќта да одговориш соодветно и сите твои активности што ќе ги превземеш да остават еден благодет на луѓето после тебе. Јас така сум го разбрала светот. И сега ако сме цело време на позиции, не ги знаеме кои ни се приоритетите, зошто тоа не сме го направиле пред 30 години? Па ние кога ја создававме државата, требаше точно да речеме, чекај се, каков дом ние сакаме да имаме овде? Каков дом треба да биде Македонија? Ако треба Македонија да биде наш дом заеднички на сите, тогаш ајде да видиме што е тоа што треба да направиме. Па треба да им дадеме признание на луѓето што биле пред тоа. Кои биле тие луѓе? Да ги научиме кои се. Ние Светлана, бидејќи во образование, долго време сум работела, мислам дека ако наставникот
ја има таа отвореност да учи, да споделува, ја сватил својата улога одговорна дека јас сум тука сега да пренесам дел и од традицијата, и од културата, и од минатото, и приказните и така натаму, на своја волја ако тоа го направиме. Секој ќе направи една мала база на информации и точно ќе ги препознае најважните луѓе кои што оставиле белег на оваа држава, кои што ги дале своите животи. Ние не ги ни споменуваме, нити ги изучуваме. Знаете, така само едноставно бегло тоа го правиме, без една страст за да навистина направиме и оставиме да се зборува, да се раскажува, затоа што колку повеќе зборуваме за нивните дела, толку повеќе ќе живеат, а исто така ние ќе бидеме поврзани со минатото, ама ќе одиме и нормално во една убава иднина, каде што, познавајќи си го минатото, нели како велиме, ќе треба да си знаеш сегашноста за да го разбереш, да ја разбереш иднината. Имаше неколку апели во смисол на дека еве ќе се направи, ќе се возобнови. Она што мене највеќе ме разочарува е желбата да не се комуницира и да не се слушне гласот на оние кои што можеби можат нешто да придонесат во оваа држава. Не знаете колку писма, брат ми мој исто живее во Австралија, ако ви кажам Светлана, со секое доаѓање на влада, на председател, на министри, не знам на колку на министри на култура не сме се јавувале. Ако ви кажам дека само можеби пред едно, не знам, 2018-19 година имаа слух да прифатат проект за подвис каде што ги запознавме деца од 4 училишта, наставници, селаните беа тука. Значи една гледка каде што училиштето доживе еден джагор и децата беа, знаете, никогаш не виделе село како тоа изгледа. И кога им раскажуваме дека така живееле, дека овдека им биле огништата, дека спиле на земја, дека, знаете, тоа е за нив еден филм кој што нормално дека секој сака во удобствија да ужива. Меѓутоа, за да го цениме ова удобствие, за да ја цениме ова, нели, благоста што имаме и од технологијата, мораме да видиме како некогаш тоа се правело. Да не биде заборавено и ставено нели, негдека на маргините, заборавено и ете, едноставно, знаете, кога ќе направиме повозрасни години, кога ќе не прашат нашите што ти направи за државата, што ти направи за општеството, што ти направи како настани, што направи ти. Мене тоа ми е водилка прашање. Така да јас сакам сите овие кои што носат одлуки и во однос на возобновување, реставрација, нели, реконструкција на таквите места, дури ја едно село не едно село, тие сите што се напуштени, замислете Светлана како би изгледало едно македонско село, оригинално, не возобновено, него каде што се уште стојат темелите. За жал, на многу куќи паднати се темелите. Во многу села не постои ниту пат од 1,5 километар. Дали ме разбирате? Значи, не навраќањето кон корените нас ќе не однесе во заборав. И тоа ќе ни следува доколку навистина не си ја сватиме улогата. Да, бев таму на позиција, можев, ама не направив. Зошто не направив? Можеби заради некакви други лични интереси, нели, кои што јас не сакам да си замислам дека некој доаѓа на позиција само заради личниот интерес. Тоа е премногу за мене како за човечко битие, тоа е премногу разочарувачки затоа што на оваа планета и овде на оваа заедница ние не живееме сами. Сите наши однесувања, секое наше зборување, секое наше дејствување остава белек и печат и трак на луѓето со кои што ние живееме. Мене тоа ми е една така водилка која што секогаш ме тера да размислам што права. Така, да не ја бараме потоа вината во другите, туку да почнеме индивидуално од себе секој да ги побараме одговорите прво во нас. Наде пред чинам 2 или 3 години нашата екипа беше во подвис и оттаму се баш и овие инсерти што ги пуштавме во текот на разговорот. Каква е состојбата таму сега? Јас прво една многу голема благодарност, ама на вистина од срце до ТВ24, затоа што и на Сунај Сабриевски, кој што исклучително се даде себе си, го посети тој ден, да бидеме таму на одбележување на 80 години од отварањето на македонскиот, на првиот јазик, на мајчин јазик, наставата на мајчиниот јазик. И кога отидовме таму, што да ви кажам, сами може да видите и гледачите, тоа е во една таква состојба, од сите страни има дупки, тоа е се пропаднато, толку е тоа небезбедно и да сакаш да влезеш, да ја почувствуваш малку таа енергија на едно време, некогаш.
тоа е толку руинирано, искртано, одземено се што има внатре. Така едино во времето на Југославија тоа се чувало. Има одбележје на плоча во 72 година дека тоа е првото училиште на мајчин јазик. Секој ден е се по-лоша и по-лоша ситуацијата. Само има една мала точка на светлина која што мене ме грее, а тоа е дека се повеќе и се почесто кога доаѓа денот на одбележување на мајчиниот јазик, нели во февруари, се повеќе се зборува за првото училиште на мајчин јазик, што ми дава за една надеж да кажам дека можеби ќе се најде некој јунак кој што ќе рече дајте бре се што имаме овие архитектонски запуштени градби на едно време да ги освежиме, па да направиме една туристичка атракција. Па замислете како би изгледало тоа, Светлана, да се направи еден едукативен центар. Нека биде заштитен под државата. Па да се направат работилници, па да им да посветите да има фотографии од луѓето кои што таму живееле, тие што учеле. Ние се ги имаме тие документации. Таа приказка да се развие таму, па да се држат работилници, па да им се покажува на децата од цела Македонија од каде и да дојдат. Еве тука колонии, книжевни качиња, тоа е простор навистина за па многу. Да се интегрира и изучување на географија, на биологија, значи децата таков тип на настава сакаат да имаат, на лице место да го види, не ти да му раскажуваш, знаеш таму има, не бе однеси го, нека види, нека почувствува, нека се обиде да влезе во својата фантазија, ако фантазијата и имагинацијата како вештини ги нема веќе заради технологијата, меѓутоа да не биде дека денешното време ние не го признаваме. Јас мислам дека доколку сакаме и доколку знаеме и умееме, имаме луѓе кои што умеат тоа да го направат, како би изгледала една виртуелна презентација на сите тие места кои што така чмаат, осамени, запуштени, кој знае колку негативна енергија има сега таму, така оставени, баталени. Ја така си го доживувам. Колку тоа би значело да можете, еве ако не можете, реставрирајте ги визуелно, па да им се представуваат на децата. Овие деца сакаат навистина да видат нешто што е интересно, она што е на лице место. Затоа што оралната историја, раскажувањето на луѓето од минатото, како тие го живееле својот живот, како кога оделе на училиште, на какви методи биле изложени, на воспитни мерки какви имало. Значи, ако сето тоа на еден начин успееме убаво да го представиме, мислам дека би била една добра слика за Македонија, за македонските села. Па таму имате патеки за пешачење, па можете да направите патеки за велосипед. Значи тоа секдека тоа се прави во Србија, во Европа, секдека тоа го имате. Значи нас ни треба само да пресликаме ако немаме добра идеја и да видиме што тоа народот прави и на овие млади деца сега кои што се занимаваат со технологија, не само да им ја земеме технологијата, ама да се обидеме да им дадеме на еден навистина креативен начин да се обидат да го користат, да си направат своја представа како тоа место што го гледаат во моментот, тие мислат дека некогаш во минатото било. Па тоа може цел еден стрип може да се направи. Морам ова да го кажам, Светлана, кога идам во Америка често, нели? Децава наши што имаат, кога учат ни стрипови. Ни стрипови ми е прикажана историјата на својот народ. Што значи, сите оние ликови кои што навистина се херои, можат на еден таков сликовит, на еден интересен начин, каде што немате вие многу раскажување нарација, туку преку поенти да им ја кажете историјата, минатото, начинот на живот, нели, оној секојдневен живот кој што е многу по-интересен за сите што сака да го слушнат, и би било забавно тоа децата да го учат во училиште. Ама за тоа треба некој да го направи, некој треба да даде идеја, некој треба малце подалеку од таа кутија, јас сум тука, дај сега за моите, што можам ова да направам, таа себичност нас не уништува, и ако навистина цело време велиме ако уште сега не направиме, сега е 12:20, ми се чини, нели, они викаат 5 до 12, ја мислам 12:20, кога можеме нешто да направиме, ама тоа штом темелите кога ги стававме на државата, немавме умни глави, кои што, нели, ќе речам и оние искусни луѓе, некој кој што знаел да седне да каже, дечки, сега оваа држава вака ќе направиме. Приоритет што ќе ни биде образование, ќе ни биде културното наследство, традицијата, ќе ни бидат технологиите, нормално, меѓутоа мора да се има приоритети. Се чини не како да се размислува како да имаме некои резервни животи, па сега во овој живот ќе си дозволиме, нели, по некоја грешка, во следниот
ќе ги користиме бенефитите од она што сме го насобрале како како материјално богатство, а суштината не е во материјалното, суштината е во она што го живееме сега и веднаш и што ќе го пренесеме и ќе го оставиме како завет така на идните генерации. Многу ти благодарам, Леле, колку го сакам тоа, значи свесноста постојано кога зборам. Ние не сме свесни дека на оваа планета и на овој живот, дека овој живот ни е еден, дека ние толку го имаме тука, дека е краток и дека не знаеме што може да се случи утре и дека не се трудиме да го извадиме најдоброто од себе, туку нас не водат сето она што ни се случува како секојдневие. Знаете, она импулсивно што велам јас, несвесно, импулсивно. Светот надворешен е таков каков што е. Ама ние мора да погледнеме и во нашиот внатрешен свет, каде што се наоѓаат и културата и традицијата, нели, и воспитувањето, и каква платформа ќе станеме, затоа што ние сме платформа, сите што одиме сме жива платформа. Од моите вредности, од моите верувања, од моите обидувања, од моите начин на размислување, однесување, сето тоа јас го презентирам кога одам, нели, кога се движиме меѓу луѓето. Ако сите ние сватиме дека фактички тоа е тоа што го оставаме, дека нашите активности, нашите зборови, нашите дела се тие кои што не представуваат нас и за едно време во кое што сме живееле. Сега, ако некој сака да биде да престојува во собранието толку многу време, а ништо да не направи, да не размислува со своја глава, да нема критички осврт кон се она што му се случува, знаете, ние точно и тоа ни се случува кога луѓето што се на највисоките функции и ја имаат моќта, како вела, тогаш можете да ја видите вистинската карактеристика на луѓето, неговиот карактер. Зошто не може да ја видат реалноста тогаш и да се согледат и да прашат, чекај, што е тоа што треба да направиме на оваа позиција, додека сме за благосостојбата на луѓето, за благосостојбата на народот, на нацијата, на државата, па и пошироко, за да можеме нели да кажеме дека навистина ние ќе се почитуваме себе си, ама ќе ги почитуваме и другите, тоа е приоритетно, не можам ја да се сакам себе си и само моето, а да не почитувам другото, така и другите, не треба само нивното, туку требаме нели и она нашето, тука ни е онаа грешката на почетокот која создававме државата. Ние се исподеливме, сега ќе правиме проекти за интеркултурна комуникација. Не оди тоа така. Тоа е веќе завршена работа. Добро е да се контактира, меѓутоа тоа треба од почетокот, ако ние сме сакале едно заедничко семејство, еден дом да направиме каде што сите ќе живееме. И зборот ми беше дека доколку сум свесен дека на позицијата на која што сум, луѓето што ме обкружуваат околу мене треба да бидат секогаш по-добрите, по-паметните, по-умните, по-искусните, познајните за да помогнат во ведувањето на политиките. Ако сте вие обкружени цело време со луѓе кои што само ви климаат со глава, гледате ги на интервјуата, ако ќе видите. Стојат позади нив, тој што збори првиот лидерот, позади него сите климаат со глава. Што зборува тоа? Дека и тој кој што зборува, кога постојано му климате глава и се согласувате и го тапкате, му видите, леле, браво, најдобар си, ќе изгубат контакт, се губи контактот од реалноста. И затоа, она реално што ни ја оставиле нашите предци, ние, еве, ја оставаме на забот на времето, уништено, распадното, а што е најстрашно, им даваме пример на нашите деца, каква генерација на луѓе сме ние, што сме дозволиле да се заборават корените. Истото ќе ни го направат и на нас. А тоа значи дека доста сме го заслужиле. Значи треба да им бидеме приказ на децата дека се грижиме и тие така ќе се грижат. Зошто не се грижат? Затоа што ние не се грижиме. Ние не се грижиме за ништо околу себе, нели сме сега една од најголемите паралелни светови, така. Да. Живееме без ниеден заеднички именител што се вели почитување, култура и така натаму. Наде го заокружуваме разговорот, меѓутоа сакав само да те прашам дали во Подвис има постојани жители и денес? Значи во горното село, тоа е старото село каде што порано живееле сите, останато е школото и црквата. Ако ви кажам дека има пат од 1,5 километар, дури сега таму се и гробиштата, и црквата, и старото село. Старото село веќе само 2 куќи
се останати разрушени, а другото е се уништено. Значи, она село од моето детство го нема, го имам во спомените, можеби затоа и така. Ама не само ја, има толку многу луѓе кои што имаат своји краишта, кои што им се запуштени, нели? А доле во долното село се веќе, нели, оние кои што немајки пат, немајки во тоа време други услови за живот, морале да се спуштат доле покрај реката Треска. Така да доле постои тоа село, има 30 на 40 куќи, меѓутоа редовно се посетува горе селаните. Ние кои ќе отидеме, сакаме тоа и да заживее, и морам исто да кажам дека има една извидничка група, еве како индивидуалци, луѓе ентузијасти помагаат да се поправат нештата. Има едно извидничко друштво, се вика Ендорфин во Кичево. Тие, знаете што прават, Светлана? Тие почнуваат сите оние патеки по кои што се движеле некогаш, да речем и партизаните, местото на Лопушни каде што загинат Кочорацин, се е тоа расчистено, растрнато, бидејќи се е тоа во трниште, тоа е све, тоа не се познава ни патека, ни ништо. И тие, како изведничка група, еве, ние доаѓаат и повеќе ученици, доаѓаат и повеќе, така да постепено му се слуша гласот. Така да се надевам дека нечија сјаличка ќе се запали, ќе чекај бе, јас дојдов овде, што направи бе? Нели, имаме толку не само за Министерство за култура, агенции за култура, не знам ова, не знам она. Јас секаде пишувам, каде што ќе сретам дека некој има некакво влијание. Секаде, секому. Зошто? За да јас утре, мојата општествена одговорност, кажам дека јас се обидов. Јас се трудев, правев, се обидов. Да барем да го кажам мојот глас. Така да мислам дека, ете, тоа е тоа. Така, тоа барем нешто ќе ни биде некоја духовна храна, што така сме направиле барем некој исчекор, еве ова што велим, има многу можности да се канализира модерното со архаичното, има многу идеи да се само треба малку желба, малку некоја иницијатива, некој пионерски чекор да се направи. Многу земи зборуваат, нели, за големи проекти, ние уште за пионерски чекори, но се надевам дека еве ќе имаме свој мал придонес да мрднат работите во позитивна насока. Така и јас многу се радувам и многу ви благодарам што еве сепак имавме можност повторно да зборуваме и навистина ве охрабрувам да продолжите, и голема благодарност и до Сунај што направи таа прекрасна. Така, колегата репортажата Сунај Сабриовски ја направи. Жално е што ете и после 2-3 години колку поминаа дека се уште говориме еве за нереализирани работи, не отпочнати, ни првично да почнат, но се надевам дека ќе почнат навистина работите да се менуваат кон подобро, бидејќи сите граѓани го заслужуваат тоа. Покрај училиштето во Подвис го спомена и во текот на разговорите, училиштето во Љубојно, Ресанско, едно од мислам едно од поубавите села кое што има и архитектура и живот и така натаму. Ќе имаме можности сигурно да проговориме и за него. Наде уште еднаш благодарам што беше денеска заедно со нас и искрено се надевам на некој позитивен исчекор. Да го видиме горе во планина, мора да го видиме. Ако ништо друго, да бидеме чувари на својата меморија, на историската, на колективната меморија, затоа што тоа сме ние, чувари на колективната меморија, која што треба да ја пренесува на децата. Ако се ни се уништи, тоа на своите предци, а секако и на идните поколенија што ќе останат после нас да знаат од каде потекнуваат, да се сакаат и почитуваат, тоа е суштината на живењето. Семените истории да се знаат. Јас многу апелирам, мислам и толку има интересни проекти кои што може да се прават. Сум ги правела кога сум била наставник, да разговараат со бабите, да знаете оној меѓугенерацијски. Денеска мислам дека не се разговара, не се зборува многу, така да бидеме чувари на меморијата за да сепак имаме благодат сите. Така, благодарност уште еднаш за гостувањето. Почитувани, вам ви благодарам што бевте заедно со нас. Останете на нашата програма, за кратко следуваат вестите. Од мене имајте пријатен ден.